поглед безброј сни. Од старите скопски куќи до тесните малски улички, до ноќниот живот и боемштината. Во историјата на Рацин Мк ја раскажуваме приказната за Боемската улица, за Дебар Мало, за едно од последните катчиња каде Старо Скопје се уште живее. Скопје има улици кои ги паметиме, но и имења, а и мала, кои паметиме по луѓето. Дебар Мало е токму такво место. Овде градот се мери во поздрави преку ограда, детски гласови во дворовите и муабети што почнуваат со кафе, а завршуваат доцна во ноќите. За старите дебармалци, ова никогаш не било само дел од Скопје, било начин на живење. Пред повеќе од еден век на овој простор имало ниви и градини. По Првата светска војна тука се населиле семејствата од Дебарскиот крај, меѓу нив и Голо брдо. Првите куќи се изградени околу 1920 година. Дебар Мало растело заедно со градот. Но долго го чувало чувството дека сите се познаваат. Улицата била продолжение на домот, а кафеаната продолжение на малскиот двор. Тука се одло да се слушне што има ново, да се сретне пријател, да се дочека гостин, да се прослави, но и да се сподели мак. Едно од старите символи на тој живот е и Дадија, која е отворена 1928 година. Низ неја поминале генерации скопјани, уметници, спортисти, новинари, актери, но и малски луѓе. На масите се минувале генерации, но останувала песната, здравицата, шегата и чувството дека секој гостин има свое место. Треба да бидеме малку и локал патриоти, ама не завршуваме со нас. Се движат многу луѓе што се од страна, а и сите други земји си прават, како да кажам, свој музеј на градот и на државата и од тоа заработува. Сега, зашто ние тоа да не го направиме, кој што имаме некоја историја? Како е создадено името на Дебар? Поствоено, после Втората светска војна, голем дел од луѓе од Дебарско-Маровскиот крај, кои што биле на гастарбајтерство, значи во обично во Солун, во Истанбул се враќале тука и купувале куќи. И од таму е настанато името Дебар Мало, бидејќи тие луѓе што доаѓале сакале да го задржат дел од тоа име што го носат од каде што доаѓаат. Прашањето на погача помеѓу стариот и новиот кум означува родување. Родување во смисла на тоа дека они како браќа Дебармалски се чувствуваат едни. На тој начин, во еден илустративен смисол. Потоа продолжуваат со орото, излегуваат надвор, стариот кум го носи знамето и после во текот на орото го предава на новиот кум. Во 2014 дел од улицата Ѓорѓи Пешков беше уреден како Боемска улица. Просторот со ниски куќи, дворови и угостителски објекти беше претворен во амбиентална пешачка зона, со намера скопскиот боемски дух да добие препознатливо место. А во 2016 проектот беше проширен и на поредичната улица Радјанска. Со Боемска Дебар Мало стана уште побидливо на градската мапа. Улицата донесе посетители, локали и повеќе работи за угостителите. За туристите, ова е место каде што Скопје се запознава преку храната, музиката и вечерниот живот. За локалните бизнеси, препознатливоста, значи гости, работни места и простор, традиционалната кујна да биде дел од туристичката понуда. Во изминатиот период, општина Центар вложува многу во тоа Боемска да издигнеме на уште повисоко културно ниво. На секој чекор може да се почувствува духот на малото преку муралите, скверовите и обележјата посветени на луѓе кои оставиле неизбришлива трага во македонската култура и уметност. Тука се скверовите и муралите на Горан Стефановски, муралот на маестро Александар Џамбазов, како и муралот на култната Бушава азбука, со која порасна многу генерации. Практично секој агол од Боемска раскажува по една приказна и потсетува на дебармалските легенди кои го направија ова место посебно. Дебар Мало денес истовремено дом, туристичка точка и гостителски центар. Токму затоа интересите понекогаш се судираат. Дебар Мало и Боемска отсекогаш биле препознатливи по добрата храна, пријатната атмосфера и локалните угостители кои со години ја градат нивната приказна. Затоа нашата цел е ова место да продолжи да се развива како центар на угостителството и туризмот. Кога ќе создадеме пријатен и уреден јавен простор
добиваат сите граѓани, посетителите и локалните бизнисмени. Така се отвараат нови можности за развој, се привлекуваат повеќе гости и се зајакнува локалната економија. Кога ќе падне вечер, Дебар мало повторно се полни со луѓе. Се палат светлата, од сите локали се слуша музика, а зад новите фасади се уште стои стара порта. На некоја маса стар Дебар малец уште ја раскажува приказната што ја слушнал од својот татко. Затоа што малото не го прават само улиците, го прават луѓето што го паметат, оние што останале и оние што повторно се враќаат. Дебар мало живее додека неговите приказни се пренесуваат, а Боемска и Дебар мало ќе имаат иднина само ако остане улицата на градот, на соседите, на традицијата и на странските и домашните гости кои што ја пренесуваат културата која ја создал Дебар мало.